Знаете сега колку е неважно што тамо некоја лекарка кај нас кажала, признала дека вакцините не биле вакцини и дека она што сега се случува како помор меѓу населението е благодарение на последиците од тие вакцини кои што ве тера, не тера да ги примиме за време на ковидот. Сега тоа е тотално небитно. Неважно, затоа што тогаш требаше докторската фела да стане и да каже некои многу очигледни, многу логични работи кои што ги учеле на факултету прва година, да кажем. Она што малце поразумните тогаш го збореа, оние кои што малце логика им работеше, значи требаше тоа да го знаат од, како да ви кажем, од општа култура уврска со вирусите. Добро се, не баш сите, но еве конкретно ние, Никола Карев, некои работи ни беа нелогични, што се вика сме ги учеле до 4-та година средно, пошто тоа средна школа што ја го завршив беше средно насочено биотехнологија. И не учевме за тоа што се вируси, не учевме за тоа дека за имунолошкиот систем, за те клетките, како тие може да го препознаат на трапникот, дури да дојде во нов сој, тоест преправен со нова фризура, со перика стајано, со мустаки, со ова, со она, нашминкан, дека може да е нов сој на вирус, но те клетките дека ќе го препознаат и повторно ќе организираат нели напад, значи ќе окренат и ќе се крене имунолошкиот систем повторно и така натаму и така натаму. Ова апропо со тоа која Филипчи компанија тоест не манипулираа дека иако си прилежал ковид, дека веднаш треба да се вакцинираш, па дури да примиш ревакцина, па дури бустер да примиш и така натаму и така натаму. И сега се случува она што го призна и докторкава, значи сериозно пореметување на имунолошките системи, на здравието кај луѓето и дури и го завршила свој статус со сега парафразирам, земе луѓе, Господ нека ни напомош, не баш вака, но нешто у тој фазон. Значи тоа го оставам, тоа е сега неважно, мислам свака част на докторката што го кажала тоа, што признала на каква манипулација бевте изложени. Но оно што мене ме фасцинира, еве сега повторно се актуализира приказната, е како една медиумска завера, глобална, нормално и оваа нашава локална беше приклучена кон таа глобалната, дел од таа глобалната, како може да ги изманипулира луѓето. И сега што се случува? Што се случи, да кажем? Во тоа време, во време на ковидот, имаше светски познати имиња од полето на ќе ми се исклучи ова вакво струјава, ќе ми се исклучи на мобилниот, ова ми се нема десено до сега. И ќе морам вака малце да сменам овакво. И што се случи? Имаше тогаш типци и типки кои што беа нобеловци. Дел од нив работеле на вирусот, на производството на вакцината во Pfizer, кои што отворено јавно кажуваа, не по овие мејнстрим медиумиве, туку по разни подкасти, кажуваа дека таа вакцина од Pfizer всушност и не е вакцина. И кажуваа дека таа како може да предизвика тешки пореметувања кај човекот, дури и после неколку години. Зошто? Барем тој мислам Малон се викаше, што работел на Pfizer вакцината, иначе Нобеловец, докторат. Он викаше, затоа што вика, од кога ќе го вбризга тој така наречен генетски материјал, таа вакцина која не е вакцина, туку инекција, дека тој се складира на 3 места, надбубрежна жлезда, срцев мускул и полови жлезди. И што е најважно,
дека тамо може да се успие. И дури после година, 6 месеци, 3 години, 5 години, нешто, некоја околност во организмот да го активира и потоа да нападне било кој систем од организмот тамо кај што ќе почувствува слабост, затоа што и самата корона као болест беше повеќе системска, значи напаѓаше разни системи, некој ќе ја нападне вамо, друг ќе нападне намо, трето намо ќе осеќа последици после прележаното, четврт на друго место, на пето место и така натаму, ме разбирате што зборам. Оно што сакав да го кажам, ме фасцинираше таа колку луѓето се лесно поведливи, лесно заводливи, кога одредени политички авторитети и медиуми ќе им кажат дури најголема глупост. Не е тоа дека народот е глуп или дека поедници меѓу нас се глупави, него едноставно тоа е механизмот кај човекот. Кога доволно долго му повторуваш некоја работа на јавни гласила или некои авторитети на јавни гласила му повторува доволно долго некоја работа и кога тоа се прави системски, кога е тоа дел од некој заговор поголем, па и дури да е помал, човекот едноставно има потреба, кога ќе му создадеш страв, ситуација на страв, да се плаши особено по својот живот, човекот тогаш има потреба да се потпре на најавторитетните фигури во едно општество. Кај нас најголемите авторитети се нели партиите и политичарите кои што ги водат партиите, односно кои што ја водат државата. Не дека во она време Филипче не знаел дека е многу глупо да се вакцинираш ако си го прележал вирусот претходно. Јас сум убеден дека знаел, како што знаели и други. Но работата е што тие беа дел од некој, како што реков, од некој поголем заговор. И сега нормално, во таква ситуација, 95% од луѓето ќе му веруваат на Филипче и на медиумите, како што беше случајот, дури имаше и такви пораки на изразување на екстремна, на скриена поправо еротска желба, она, знаете, верувај му на Филипче. Па не знам, таа една типка стана вирална, Facebook звезда вирална, која ностоп го канеше на кафе, не знам, заборев како се викаше, небитно. Значи се створи една фама на идиотизам во цела држава, само благодарение на стравот кој што државата смислено го поттикнуваше кај луѓето и на манипулациите да се извлечат од луѓето што повеќе пари за време на таа ковид криза. Имавте фамилии кои што во тоа време им се случи да фркнат 20.000 денари у месец дена за ковид тестови, да кажем. Имаше случаи многу повеќе кај што фркаа пари. Оние кои што ги правеа тестовите стана на годишно ниво заработуваат чисти зборам, од кој ќе ги платиш сите расходи, профит преку 10 милиони долари. 10 милиони евра. А јас со тоа време, луѓе кои што работеа за нив, со градежен речник кажано подизведувачи, кои што работеа за овие компании, со нешто, со реагенси, со вамо, со тамо, кои што ги правеа тестовите, ми кажаа дека не се ни 10 милиони евра, дека се над 15 милиони евра годишно, чисти, за фамилијата. Вие сега видите кој од тоа имаше корист и кој како си го делел колачот и зошто беше потребно до тамо да се крене паника и така да се изманипулираат луѓето и да се доведат во животна опасност со тоа што беа и принудени, и заведени, и наведени да примаат вакцини кои што не се вакцини. Чак што више, некој од у тоа време, па и денес, познати светски авторитети од областа на медицината, да кажем, еве, од епидемиологијата и од, не знам, вирусологија и не знам како да кажем таму,
Знаете што кажува, пошто немаа пристап до мејнстрим медиуми, знаете што кажува по разни подкасти, ама тоа требало повеќето од вас да седнат да го изгледаат, а не да затвараат очи и уши кој упрашање било чие друго мислење, освен мислењето на Филипче, на таа кризниот штаб што беше кај нас и на Светската здравствена организација, која што знаеме колку е корумпирана. Требаше само малце да ги отворат очите и ушите и малце разума да го уклучат. Знаете што зборя? Апропо муабетите, фамите што ги шира и кај нас. Немојте, добра е тоа, демек секојаш можеш да бираш меѓу топло и ладно гомно. Ладно гомно да кажеме беше топло гомно да кажеме беше Pfizerот, ама малце помалку топло гомно да кажеме беше руската, кинеската вакцина. Или во превод спидерите направија да можете да бирате измеѓу поголемо и помало зло. Да кажеме, добро, сега вакцина, али види, немој това, Pfizerов е малце, знаете, онака не е баш испитан, рипнати му се 2 фази, последни урок, овој што се дел од процедурата на испитување, значи само 2 фази се поминати, 2 не се, па е пуштен во оптек. Али вика, видете, руската исто така може болje од Pfizerот да се боснете, демек таа не знам, демек кинеската била најубава, таа многу наликувала на оние старине вакцинива. Глупост. Знаете што кажува светски авторитети кои што работеле на производство на вакцини? Кажува, Pfizerот е тоа што е, не е вакцина, туку е инекција, кажува дека тоа производ на генетски терапии, на така натаму, кажува штетата што може да ја направи на подолго време, затоа што материјалот генетски може да се успие па да се активира. Она што ви го кажува, да не се повторам. Вика, кинеската не е баш како Pfizerот, ама сличен е принципот. Не, руската вика, не е баш како Pfizerот, но сличен е принципот, а за кинеската знаете што кажува? Кажува, за кинеската, извинете, можете да мислите што сакате најлесна дека е ваква, дека онаква, ама за кинеската ниција не знае што има внатре. Значи, никој не знае што има внатре, така да тие муабети што ги ширеа од типот, кинеската некако најлесна, онака, се боцнав со кинеска, супер, не, тоа Pfizerот не. Глупости беа тоа. Глупости. Само требаше некој мозок да уклучи и нормално у тоа време на гласот на разумот му беше забрането да се појавува на телевизија, да го интервјуираат, можеш и да наебеш, не знам, да одговараш прекршочно ли, појма немам, вамо тамо. Небитно како, битно да те ударат под джеб, тоа беше поентата на сите што зборја. Така што фино што сега се аутираат, излегуваат на површина лекариве кои што мислеле, кои што знаеле што е работа, чутеле, освен во тоа време што ја можам на прсти од една рака да ги избројам мои пријатели, со некој од нив сум учел во средна школа, па после патиштата ми се раздвоиле, со некој од нив не сум учел, пошто не биле у средно медицинско, а ја у Карев, као што е меѓуоцот гинеколога во Систина. Значи, јас со него, со други некои, значи, лекари сме разговарале. И јас сум знаел да им кажам, нели бе не е логично ова што го кажува Филипче, луѓе, ја тоа го памтам од средна школа што сме го учеле. Она што ви го кажав за те клетките, за вама се таму. Нели не е логично да се вакцинирам? Овие се motherfuckers ќе препознаат на трапникот како сака, нека се маскира у било кој трој. У било кој сој нека е. Маскира. Бе, вика Сашо, така е. Па добро, викам, зошто, викам, се прават овие ваши од ваша фела, викам, се прават глупави. Нели, викам, се прават глупави, го учеле тоа, го знаеле тоа. Ми кажува, вика, некои се прават глупави, ама повеќето глупави се. Ти шо мислиш, како завршиле медицински факултет? Вика, не зна, вика, лесно, па можеш да ги излажеш. Добро, сега тука не навлегувам, не сакам од медицинска фела да се лутите, пошто имам многу пријатели таму, но ви кажувам шо беше мојавето. Дека некои беа убедени ваксери, дека тоа треба да го примиш. Вакцината без поговор, да не ви кажувам еден трет случај со еден
човек што заедно учевме у средно, кој што стана многу голем стручњак од таа област, кога ме убедуваше на едно место дека треба па еден друг лекар, му рече, тука што се погоди, не ади гомна. И после излезе дека тој типот, тоест ја заборев, ја знаев дека многу години пред оваквото COVID кризата работеше за една компанија, не е битно се, ајде. Така да, пак ќе кажам, фино е, што лекари почнаа да излегуваат, да кажуваат, но веќе е доцна од друга страна, како да ви кажам. Само да се надеваме дека голем дел од оние што примиле вакцина, што дозволиле да бидат вакцинирани, дека кај голем дел материјалот што им е вбризган во нивното тело, дека ќе остане до крај на живот, нели, заспан. И што е најтешко, па и да се активира утре заутре, да удри на некој систем во телото, едноставно не можеш веќе ни да докажеш што било тригерот за тоа. Со оглед на тоа, ако се земе дека сите што се вакцинираат, дека потпишуваа изјава дека на своја одговорност, само тогаш требаше мозокот да ви проработи. Значи, некој ви бризгува нешто неиспитано до крај, нешто непознато, нешто што може да биде опасно по живот, затоа што е медицински, како да ви кажам, вакцина, во наводници да кажам. И ви го вбризгува тоа во телото, составено од не знаете што, од преку 150 различни, не знам, хемиски состојки има внатре. Не знаете што има. И вие потпишувате изјава дека го земате на ваша одговорност. Веројатно, лекарот што ви ја дава треба да потпише изјава дека е тоа на негова одговорност, а не обратно. Па требаше само таа работа да ви каже колку сте изманипулирани, да не кажам колку сте глупави. Ама не. Манипулацијата одеше заедно со притисоци од типот на работно место ќе изгубиш, нема да можеш да излезеш бизнисот, да си го тераш преку граница, ако имаш со некој бизнис од надвор и така натаму и така натаму. Така што сега зборење и фалење на некој од типот ете јас што ви кажува, вие мене не ме слушавте, ете кој беше управо, е тотално неважно. Ама тотално неважно. Не е битно што си зборел, како си зборел, битно некој го ставил, го направил заговорот, го ставил во фаза на изведба и го извел до крај. Кој се заебал, се заебал. Тури му да завршам академски на целава ова моја расправа.